Максимални 10% маржа може да инсталираат трговците со струја, изјави денес министерот за економија Крешник Бектеши, повикувајќи се на владина одлука. И трговците кои се занимаваат со снабдување со електрична енергија и лиценцирани во нашата држава, не можат со новата одлука која денеска ја усвои владата да применуваат поголеми маржи од 10% согласно цената што е во берзите моментално. Што значи тоа? Ако денешната цена е 400 евра по мегават час во Купекс, која е референтна берза за Северна Македонија, трговците со електрична енергија не можат да применуваат повисока цена од 440 евра. Според Бектеши, владата прави големи напори да му помогне на стопанството кое секојдневно бара помош укажувајќи на реално големи последици. По ова ставот на Бектеши е следниов. Ние правиме големи напори за да им излеземе во пресвет, но тоа да не биде целосно на товар на буџетот на граѓаните. Таму кај што ќе видиме дека има заштеда на електрична енергија, каде што има потреба да се помогне и ќе се помогне и во делот на слободниот пазар. Но, потенцира Бектеши, не сите компании ќе добијат помош и тоа од следниве причини. Тие компании, зборувам сега за големите компании, кои веќе се субвенционираат од страна на државата, се субвенционираат од страна на парите, да бидам вака попластичен, кои се собираат од страна на граѓаните, јас мислам, и тој ќе биде и мојот став, дека не треба дополнително да се субвенционираат, пошто една се субвенционираат. Инаку во напорите за обезбедување на струја и штедење, Бектеши денес изјави дека речиси 500 општински и државни јавни предпријатија се однесуваат крајно неодговорно, бидејќи во јануари не потпишале договори за снабдување со струја, па сега плаќаат 50% поскапа струја. Колкави се штетите од тоа Бектеши не потенцираше, но секако се работи за огромни суми.